Земјотресот во Турција уште еднаш не потсети колку кучињата се важни во нашите животи. Ова е една од темите на кои утре разговарам со ветеринарот Воислав Димитровски. Добро утро. Добро утро. За жал, оно што се случува во Турција е една убава лекција за нас луѓето. Колку се значени всушност кучињата и колку ние треба да ги чуваме, меѓутоа и да ги почитуваме. Да, кучињата се покрај тоа што се наши придружници кои што не го прават нашето секојдневие поисполнето или не мотивираат да направиме и други дополнителни активности кои што ни го збогатуваат животот, всушност се и реална потреба во определени ситуации, состојби, без разлика дали еве овој немил настан кој што се случи во Турција, да помогнат да се најдат колку што може повеќе живи луѓе, дај Боже, но исто така и да помогнат во било каква секојдневно функционирање на луѓето кои што имаат реална потреба од кучиња помошници или кучиња кои што би можеле да допринесат за подобрување на нивното секојдневие. Развиени многу сетила, односно мирисот е навистина развиен како кучињето кој всушност нели им помага во вакви незгоди. Да, кучињата за разлика од нас луѓето имаат 10.000 до 100.000 пати развиено повеќе сетило за мирис, што значи дека навистина ние луѓето успеваме во поново време доста сериозно да го искористиме таа карактеристика кај кучињата и да откриваме определени состојби или ситуации или да превенираме определени состојби или ситуации кои што можеби да наштетат нели на здравјето на луѓето или на здравјето на општеството или целовитоста на општеството. Колку видови на кучиња помошници какви всушност постојат? Има повеќе видови на кучиња помошници реално и кучињата најчесто се користи ова сетило нивно кое што е сетилото за мирис, значи има кучиња кои што трагаат со траги кои што може да ги примаат од самиот воздух, аеросоли и така натаму, и тие се обично се користат за брзи интервенции или за многу побрзо време од сторувањето или од потребата да се најде некоја личност и така натаму. Конкретно во оваа ситуација најчесто таков тип на кучиња се користат за вакви разрушувања, да речеме пожари, земјотреси и така натаму. Тој тип на кучиња најчесто се користат. Иако има да речеме кучиња кои што може да бидат и трагачи, односно да мирисаат определена трага на самиот терен. Има кучиња кои што се специјално тренирани и за барање на луѓе во планински услови, снежни услови и така натаму. Има кучиња кои што се тренирани посебно за спасување во вода. Така да има различни типови на кучиња кои што може да се искористат за спасување во определена ваква ситуација. И колку што знам дека и нашата држава има такви кучиња кои што може да помогнат во конкретната ситуација или во ваков тип на ситуација. Колку често луѓето знаат да побараат помош од вас како ветеринари, кога станува збор да се одбере одредена раса, затоа што нели не секоја раса одговара на човекот, односно треба да се погоди со карактерот на човекот кој што ќе го гледа. Значи на оваа тема треба сериозно да се работи и ние ветеринарите навистина работиме на темата со тоа што многу често, односно треба прво да се зголеми јавната свест и можеби преку ваков тип на комуникација би можеле да допринесеме некој следен собственик на куче прво навистина се обрати до ветеринар или до бихевиорист, така се викаат, или дресар на кучиња, кој што можеби навистина да им воочи точно каква раса или горе-доле каква раса е реална потребна или можна за нивната конкретна ситуација. Идејата е да не се избрзува, не се бира кучето само по надворешниот лик или затоа што некој наш пријател има конкретно куче, па ние кога сме отишли 3 пати кај него супер сме си поминали кога сме си играле. Треба навистина се видат повеќе карактеристики на собственикот или семејството кој што ќе биде следен собственик на кучето. Треба да се види прво каква е нивната состојба имотна, дали живеат во стан, во куќа, дали имаат двор, дали немаат двор, нивните навики секојдневни треба да се видат, дали имаат повеќе слободно време, помалку слободно време, карактерот нивни, дали се мрзливи, дали се проактивни, дали се, да речеме, некој стандард, дали сакаат да по планини додат и така натаму, и дали кучето ќе го зимаат со нив или не. Сите овие карактеристики и уште многу други карактеристики треба да се земат во предвид кога ќе се определат определени, да речеме, раси, ако више сме се насочиле кон расно куче, со, да речеме, нерасните кучиња или кучињата кои што можеби дај Боже некој ќе одлучи да си земе куче од прифатилиште или од улица или од каде и да е, тука веќе можноста за избор на карактер и така натаму се намалува, но добувате огромна енергија и благодарност со страна на кучето кое што реално ќе го вдомите и можеме да кажеме, па да речеме, кога ќе ги споредиме расните и нерасните кучиња, кај расните кучиња може да го моделираме, да речеме, реално тоа што ни треба, а кај нерасните кучиња добиваме определена природна
интелигенција која што се прави преку природната селекција и добиваме и природен имунитет кој што самото куче преку природна селекција го изразува, да речеме, понатаму во животот. Од тука тажна сликата кога ќе видиме напуштен миленик, а често тоа ни се случува. Знаеме да земеме куче, па подоцна дека веќе не ни е интересно и го ставаме на улица. Точно тоа е моментот каде што треба прво, пред да го земеме кучето, прво да се консултираме во рамките на семејството, потоа да се консултираме со стручно лице за да се знае да правилен избор да се направи, затоа што не може едно семејство или ајде многу е тешко или треба да биде искусно семејството, на пример, еве може да посочиме неколку раси кои што се релативно тешки, а ги зимаат сопственици или семејства кои што прв пат чуваат куче. Значи јас тука би ги ставил повеќе, да речеме биглот е еден од расите кој што многу е сладок, многу е супер, многу е игрив, но многу бели прави по дома и треба навистина семејство кое што претходно чувало куче или некој човек кој што претходно има искуство со таков тип на куче. Исто тука би ги ставил хаски, маламут, самоед и така натаму. Значи тие кучиња се и ловџиските раси на кучиња, тие кучиња се навистина човек кој што има определено искуство, нема апсолутно никаков проблем да ги менаџира или да ги приспособи на домашното живење. Но луѓе кои што немаат претходно искуство со куче, навистина доста често овие кучиња излегуваат надвор од нормалното однесување, потоа имаме проблем со соседи, комши или со домашните и после тоа се не дај Боже се завршува со напуштање на миленикот на улица. И втората многу важна работа, мајки, татковци, родители не се купува кучето за поклон за детето. Значи тука веќе доаѓаат оние малите сладките раси како што се померанци, померанци многу не се вака, туку ајде малтезери, бишони така натаму, пекинезери, тие знаат после тоа да пробуваат да го дадат на друго семејство, на трето семејство, на крај ќе заврши некаде во двор, па после дворот ќе бега и после тоа имаме реален проблем во општеството со размножување на овие кучиња надвор, па после треба и јавните претпријатија лајка да ги поздравиме и колегите од таму да го решаваат проблемот заедно со активистите и со здруженијата. Затоа поклонот не се купува на мало дете кое што не може да има определена одговорност и во секој случај без разлика што ме детето до 18 години навистина треба тежината на целата состојба со кучето или одговорноста ја преземат родителите, затоа што сепак тоа куче треба да биде еден член на семејството, а не само играчка за децата. Така. Студен бран ја зафати нашата земја, истото време како ние луѓето го чувствуваат и кучињата, но и мачките. Како да ги заштитиме во овој период? Да. Значи, прво ќе почнеме со мачките, затоа што има многу мачки низ градот, што е многу нормално, таква средина сме. Ќе ги замолиме гледачите пред да влезат во автомобил, поготово во автомобили кои што се на надворешни паркиралишта и така натаму, или па да речеме ќе застанеме негде со автомобилот додека е се уште топло кај моторот во тој дел. Ќе отидеме на кафе или ќе видиме некоја средба и така натаму, кога ќе дојдеме до автомобилот, чукнете 3-4 пати на хауба, затоа што мачките сега во овој временски период бараат реално топел извор на топлина и доста често знаат да влезат во делот на моторот кај хубата. Затоа чукнете неколку пати, мачето ќе избега, после тоа запалете го возилото и одете, затоа што доста често сме ни носеле мачки кои што имаат раздеротини, опекотини и така натаму, точно тоа состојба. Кај кучињата може да ги поделиме на две категории, да речеме домашни кучиња кои што се чуваат во стан или затворена површина или кучиња кои што се чуваат надвор. Еве сега ние возборуваме колку 5-7 минути, нас више рацете ни се мраса, за да мислите кучињата кои што се постојано надвор, колку има реално на нив ладна. И значи тие што се во домашна средина кучиња би требало да ги шетаме определен број на пати за да имаат физичка активност, да извршат можеби определена физиолошки потреби и да нагласиме собирајте си ги остатоците од вашите кучиња на јавна површина. Тоа е едната работа и од тука натаму значи може да ги заштитиме кога има снег и така натаму кога ќе дојдеме дома да ги чистиме убаво шипите од оние грудки и така и да речеме сол или што и да е кој што им ги има на улицата кога има снег, затоа што може да ги напукаат перничињата на ноџињата. Исто така треба дома кога ќе дојдат не ги изложувате на директна топлина, да речеме на калорифер да бидат блиску за да не направиме штета дома во домот, не дека на кучето многу ќе му наштети, но во таков случај задолжително давајте им повеќе вода затоа што тие знаат обавезно да легнат до грејното тело, така се дехидрираат, така да ќе им треба поголема количина на вода да пијат за да може да регулираат нели телесните потреби, физиолошките потреби. Кога ќе зборуваме за кучиња кои што чуваат во двор, значи задолжително таквите кучиња да се постави убава куќарка, да биде дигната од земја, да биде затворена од сите 4 страни, да не дува ветер и така натаму, е зимно време може ако ништо друго еден подебел најлон да го захефтаат од страна чисто за ветерот да не влегува.
Убаво е да се стави некаква перничка внатре, затоа што кучето така ќе се чувствува покомотно и потопло и во вакви студени услови може да набават определена оние прозорни фолии, мушами и така натаму и да ги закачат од предната страна на куќарката за да има помала циркулација на воздухот на кучето да може да се стопли. За дворските кучиња и ве молам, дворските кучиња не се врзуваат зимно време на ланец затоа што тоа преку движењето ќе генерира определена потреба топлина и така натаму и ќе може многу полесно да ја држува да регулира топлината која што му е потребна. Тоа е генерално за тие кучиња, многу е важно. Зимно време кучињата им треба многу повеќе храна, барем 40-50% повеќе храна за да може да ја регулира температурата. Зборуваме за кучиња кои што се чуваат во надворешни услови. Затоа што преку храната добиваат енергија, а трошат многу енергија за да може да ја регулираат топлината. На уличните кучиња задолжително треба веќе ако некој се грижи за нив да им се менува почесто водата, веќе последните 4-5 дена замрзнува водата, тоа го приметуваме, така да почесто да се менува водата, почесто да се дава храна во поголеми количини и можеби сега е поубаво да се избегнува мократа храна, оние што се конзерви и така натаму, затоа што таа лесно замрзнува и кучето реално ќе има проблем да ја конзумира, подобро гранулирана храна веќе ако купуваме, да купиме гранулирана храна за овие кучиња. Нема да им помогнеме на уличните кучиња ако само им фрлиме кебиња на отворен простор. Тие кебиња веднаш добиваат влага, веднаш замрзнуваат, кучето му е покомотно, помеко, ќе легне таму и многу побрзо ја губи топлината. Затоа ако сакаме да им помогнеме, да им направиме некакво засолниште, во тоа засолниште веќе ако навистина не може да влезе влага и така натаму, ако може да го подигнеме на една најобична пелета или што и да е, за да нема влагата да не навлезе во тој материјал и кучето многу покомотно и подобро ќе се чувствува за уличното куче, веќе зборувам во таква средина да му помогнеме да ги помине овие уште 20 на 30 дена. Така, одлични примери како да им помогнеме на сите кучиња што се во наша близина. Ништо што можат да додадеме за крај во овие ладни денови? Да кажеме дека зборувавме претходно за сервисни кучиња, односно кучиња помошници, може да кажеме дека покрај определени раси на кучиња кои што се навистина добри, како што се ретривери, лабрадори, германски овчар, малиноа, секој во зависност од потребата која што е, навистина и бездомните кучиња, односно кучињата кои што се од мешани раси, многу добро се вклопуваат во оваа карактеристика на кучиња помошници од јавното претпријатие Лајка преку здруженијата. Имаме неколку такви кучиња реализирани во тренинг центри надвор од државата, така да можеби ќе биде поттик за понатаму и таков тип на кучиња да искористиме и за кучиња помошници за нашите потреби за нашите граѓани. И секако за секоја промена кај нашите домашни милиници, па и за уличните кучиња да повикаме ветеринар. Задолжително ветеринар, нема никогаш да биде на одмет ако се консултирате со стручно лице за било каква состојба. Благодарам многу на одвоеното време. На вас. Студио, доколку се слушаме, тоа беше ветеринарот Воислав Димитровски. Се надам одговоривме на голем дел прашања на нашите гледачи, секогаш е задоволство да се разговара со вакви вистински професионалци.